Оние против нуклеарната централа Белене сметаат дека таа е опасна и застарена. Освен тоа, според нив, таа представува продолжение на бугарската зависност од Русија. Протестираме против възобновяване на проекта Белене, който е доказано опасен, сеизмична област, със стара технология и неизгоден от финансова гледна точка от всякъде. Социологот Арман Бабикян пак додава: продължаваща руска зависимост с стари технологии в страна, която няма нужда от толкова електроенергия. Нивните противници велат дека нуклеарната централа ќе донесе дополнителни работни места и ќе ја зајакне економијата на земјата. Председателот на партијата Алтернатива за бугарска обнова Румен Петков вели: Ние искаме да изградим нова ядрена мощност, за да остане България в клуба на ядрените държави, да може да развием своята икономика, да имаме 50 000 работни места, да имаме нови технологии, да имаме ново качество на образованието и здравеопазването, и това ни прави дълбоко мотивирани за бъдещето на страната. Централата од 2000 мегавати беше откажана во 2012 година, откако не беа најдени инвеститори. Бугарија исто така се соочи со притисоци од Вашингтон и Брисел за ограничување на енергетската зависност од Русија, која беше договорена да ја изгради фабриката. Бугарската влада во минатата недела реши да побара од парламентот да ја укине забраната за развој на нуклеарката. Софија вели дека потрошила скоро $2 милиарди на Белене, која има лиценцирана локација и опрема. Но владата веќе не сака да троши јавни пари и ги прошири државните гаранции за можен заем или за долгорочни договори за снабдување за централата. Руската државна нуклеарна компанија Росатом е подготвена да учествува на тендерот за развој на бугарската нуклеарна централа Белене, рече во вторникот шефот на Росатом Алексеј Лихачев. Заинтересирана за проектот е и кинеската државна нуклеарна компанија. Бугарската министерка за енергетика Теменушка Петкова изјави дека Софија планира да започне тендер до крајот на годинава за да избере стратешки инвеститор за централата, која се проценува дека ќе чини најмалку 10 милиарди евра. Европската инвестициона банка веќе најави дека ќе го разгледа проектот.